Македонија очекува оценувањето од страна на Европската Унија да се темели исклучиво на реализирани реформи, а не на билатерални блокади, порача премиерот Мицкоски на самитот на лидери во Тирана, каде се прави евалуација за исполнетите чекори од планот за раст. Премиерот испрати порака на Унијата дека Македонија исполнува, а реформите се случуваат не затоа што тоа се бара од нас, туку затоа што веруваме во европската идеја. До крајот на годината најави исполнување на 10 од 12 чекори за кои истекува рокот за спроведување. Не гледам повеќе суштина ако билатералните проблеми и ако билатералните спорови се тие кои што одлучуваат дали земјите треба да станат полноправни членки во рамките на Европската Унија. За мене суштината која што ја гледам е испораката. Реформите, чекорите кои што ги исполнуваат и се додека тоа е врз основа на системот на испорака, тогаш апсолутно ние како држава ќе бидеме компетитивни и убеден сум дека ние ќе бидеме тие кои што први ќе стигнат до конечната цел. И до крајот на годината очекувам најмалку 8, а богами може и 10 од 12 неисполнети чекори да бидат реализирани. Токму главните забелешки на Брисел на самитот во Тирана беа насочени кон неисполнување на чекорите од планот за раст. Еврокомесарката Кос вели дека амбицијата на планот е сите земји кандидатки од Западен Балкан да напредуваат синхронизирано. Lack of progress, on the other hand, also risks access to the EU single market for those who block decisions that would benefit all. I know the reforms we have agreed to together are not always easy, but they allow to accelerate EU accession and prepare your economies for the single market, for the market of 450 million people. And they unlock opportunities, they give you access to member state treatment in some EU policies, and they show our member states that you are ready for more and deeper integration into the European Union. Земјите од регионот секојдневно покажуваат подготвеност за влез во Европската Унија и не молиме за услуги, порача албанскиот премиер Рама и испрати порака на Европа дека ако Западен Балкан стагнира, тогаш и Унијата е послаба. The Western Balkans don't ask favors, and this is something one can feel and can hear in every statement of every one of the leaders around the tables. Nobody is looking for favors. Nobody is crying for some sweets. Everyone comes with the pride to offer values and to offer sweat and tears. We are not begging to enter the European Union. We are proving that we are every day more ready. Лидерите на 6 земји од Западен Балкан во Тирана на заедничка маса со еврокомесарката Марта Кос ги презентираа своите исполнети обврски, но и задачите кои преостануваат. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.